Животот сурово си поиграл со семејството Шакирови од Велес. Мајка, татко и нивните 4 чеда живеат во нехумани услови. Распадната куќа со паднат кров, скршени прозорци, мувла, лебарки. Децата спијат на еден кревет, а на Јорган послан на подот ноќта ја минуваат таткото Гимал и мајката Сара. Најмалото е 10-месечно бебе, најголемото има само 5 години. Сите едва и преживуваат. Од ден за ден се снаоѓаат, се борат да обезбедат леп и млеко за децата. Немаат никакви примања од државата. Живеат само ако Джемо нешто сработи. Тој дневно заработувал 500 или најмногу 1000 денари. Секој ден приме по 1000 денар, некогаш по 500, зима така. Кога не работи нигде кај дом. И тие пари само за што ви стигаат? За млеко и за пемперс. За јадење не ни останува. На зимските минусни температури се топлат само со една греалка. Вода имаат само во купатилото кое е во ужасна состојба. Личната хигиена ја одржуваат капејки се во корито, на сличен начин мијат и садови. Фрижидерот има празен, велат непотребна им е храна, пелени, но неопходна им е и машина за перење. Треба да се направи кровот горе, куќата цела пропаѓа озгора надоле, не да и Боже може тука да падне, кај ќе живеат. Нема нигде каде живеат. Да се собере тоа ѓубрето од надвор треба. Нема, не идат ни ѓубриџиите, ништо не сека да го соберат. Мувлата е декор на сите зидови во малата куќичка. Скршените прозорци ги покриваат со кебења за да не им студи. На дечињата најголема желба во оваа нова 2025 година им е да имаат храна, но сакаат и по некоја играчка. Отидам донесе за мене и за ежи, и за мухламе, и за сите. Што да ти донесе? Поколон, ако има нешто за мене, сакам јас да јадам компир со манџа. Новогодишните пакетчиња полни со чоколади, играчки и сладки им донесоа барем за момент искрени насмевки на Меријем, Кан, Снеже и Мухамед. Шакирови се надеваат дека институциите ќе ги слушнат нивните барања и ќе им овозможат достоинствен и нормален живот. Тие не испратија од нивниот скромен дом со надеж дека тажните детски очи ќе допрат до надлежните институции и хуманите граѓани.